Краток преглед на настаните на денот. Охрид 80 години слободно живее и се развива. Јубилејна ретроспективна изложба на академскиот сликар Славко Упевче. Охрид од високо, трета самостојна изложба на фотографката Нина Ангелоска по повод ослободувањето на Охрид. Јавното предпријатие Охридски комуналец го одбележа својот патронен празник. Во дигиталната ера растат измамите во онлайн продажбите, но во пораст се и финансиските измами. За најавените и за останати се содржини од дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро, во текот на денот превладуваше претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесува 13 степени Целзиусови. Во петок во североисточна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно време со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров умерено облачно време со слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните предели с големина облачност ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 21 степен. Во Македонија во петок денот ќе го да почнеме со студено утро, сутрински температури кои што ќе се движат во интервал од -5 до 5 степени. Температури кои што ќе условат појава на слаб мраз. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 10, односно до 19 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната до 14 степени. Во недела, по студеното утро и температура од 3 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево и посвежо време со дневна температура до 10 степени. Во понеделник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и дополнителен пад на дневната температура, која ќе се искачи до 7 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа.
Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид 80 години живее во слобода, спечалена со жртвата и неизмерна љубов кон родната земја на најхрабрите синови и кирки кои го ослободија градот од фашистичкиот окупатор. Охрид се развива и напредува благодарение на творењето и достигнувањата на низа граѓани и денес е познат и признат во целиот свет. На сите нив им беше оддадена достојна почит и признание на Свечената академија по повод јубилејот 80 години Слободен Охрид, која се одржа вчера вечер во Центарот за култура Григор Прличев. 7 ноември не е само историски датум, тоа е нашиот аманет да ги водиме новите поколенија по патот на слободата, правдата и солидарноста. Верувам дека херојските стремежи на нашите предци ќе бидат наш силен мотив во денешната политичка и дипломатска борба, да го сочуваме достоинството на нашата татковина и се што е македонско, рече градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков во своето обраќање пред бројните гости и граѓани на Свечената академија по повод јубилеот 80 години Слободен Охрид. Во текот на изминатите 80 години, бројни наши сограѓани, долга низа на охриѓани, вложиле своја енергија, знаење и труд во унапредувањето на Охрид. На овие простори, благодарение на големите дела, на неизмерната мудрост и културните достигнувања, создаден е град кој денес е признат и ценет не само во Македонија, туку и во целиот свет. Сите наши претходници оставиле значаен печат, а ние свесно и одлучно си поставуваме цел да продолжиме кон уште поголеми остварувања. Пецаков додаде дека лично за него празникот на градот и месецот ноември имаат важна символика и ги поврзува со моментот кога беше избран и назначен за градоначалник. Да се биде предводник на Охрид, да се работи за неговите интереси, да се чува уникатното богатство, за мене е возвишено и безценното уважување. Воден од вистински идеали, гостум што во текот на изминатите 3 години оваа локална власт покажа дека со труд и со посветеност може да се постигнат значајни резултати. По принципот на транспарентност и отчетност пред граѓаните, овие резултати се сублимирани и наскоро ќе бидат презентирани. Свечената академија беше пропратена со богата културно-уметничка програма. Во рамки на програмата беше изведен перформанс во кој преку креативна сценска изведба беа прикажани сите значајни периоди од историјата на Охрид и беа спомнати дел од бројните истакнати охриѓани кои дале свој придонес за развојот на градот. Историскиот осврт кој беше користен за мултимедијалната изведба го подготви магистер Михаел Патчев, а на сцената настапија околу 500 учесници од сите општински основни и средни училишта. Перформансот беше придружуван од членовите на Охридскиот градски оркестар под раководство на Љупчо Слимовски, Охридскиот градски хор под диригентската палка на маестро Бурим Хидри и членовите на културно-уметничкото друштво Гердан од Бисери. За видеопроекцијата со историски материјали од Охрид се погрежи Даниел Наумовски, а во ведниот дел од настанот започна со проекцијата Охрид од високо од младата фотографка Нина Ангеловска. На крајот на свеченоста, на сцената беа поканети дел од значајните личности кои се уште творат, работат и го промовираат Охрид.
Со јубилејна ретроспективна изложба 55 години ликовна хроника на Охрид, општина Охрид по повод ослободувањето на градот му оддава признание на својот сограѓанин, еден од најзначајните представници на македонското современо сликарство, академскиот сликар Славчо Упевче. Со делата создадени од крајот на 60-тите години од минатиот век до денес, Славко Упевче е верен чувар на минатото на Охрид, кој се повеќе се менува. 55 години активна работа на полето на уметноста, 55 години создавање хроника за Охрид, одбележува академскиот сликар Славко Упевче, еден од најзначајните представници на македонското современо сликарство. Охриѓани во изложбениот салон на Центарот за култура синоќа во рамки на свеченостите по повод ослободувањето на Охрид имаа можност да погледнат избор од 30 слики од богатиот творечки опус на уметникот кој го чува Охрид од заборав. Од првата изложба во 1969 година во изминатите 5,5 децении, Славко Упевче имал над 40 на самостојни изложби низ целиот свет, но сепак, денес скромно, но и со уметничка жет ке каже дека се уште не ја насликал најубавата слика од градот. Охрид како преокупација е толку податен и толку инспиративен, секоја годишно време има своја убавина, а со тек на годините како што старееме, ги наоѓаме оние најубави моменти на градот, најубавите светла кои се исклучиво во Охрид да се доживеат. Затоа што Охрид е ликнедос на грчки град на светлината. Уметноста нема граници, секогаш се наоѓа нешто ново и велам дека наредната слика што ќе ја нацртам ќе биде поубава од претходните. На сликите на Упевче е представена божествената убавина на Охрид и регионот, природата, културно-историските споменици, пейзажите и визурите, чаршијата и уличките, кои, како одминува времето, се повеќе исчезнуваат. Уметникот со нота на резигнираност и тага заклучува дека градот се менува пред неговите очи и го губи својот идентитет. Неговите дела се носталгичен крик од и за минатото. Охрид се менува. Охрид не е онај што го имавме ние во нашата младост. На местата каде што, еве ги овде се куќата од Каваева и дуќаните, сега се коцкарници и игри на среќа. Така да ние живеевме во еден амбиент на дуќани, каде што имаше трговци, каде што имаше, се продаваше текстил, се продаваше сладолед, сега се продава бисер на кило. Охридски бисер, кој што знаеме дека Охрид има само 2 фамилии кои верифицирано го произведуваат охридскиот бисер. Порано беше порелаксирано да се слика и да се работи, заради тоа што немаше ваква експанзија на нови градби. Поетот Славе Ѓорго Димовски, кој го следи творечкиот пат на уметникот скоро 30 години, ќе каже: ние го имаме Славко Упевче, ние го имаме човекот што ја зачувал и што ја чува душата на овој древен град. Но јас тие слики не ги гледам стручно од ликовен аспект, туку од чисто поетски аспект. Тоа значи дека во тие слики може да се почувствува патината на стариот град кој веќе го нема, фасадите што веќе ги нема, крај езерските пейзажи кои повеќе ги нема, така што Славко Упевче како охридски сликар е човек кој што остава едно сведоштво, еден документ за еден град кој што за жал исчезнува. Затоа погледнете ја оваа ретро изложба на Славко Упевче за да си ја отворите душата, порачува поетот Димовски и додава: видете ги неговите пастелни носталгични звуци и слушнете го денешниот бетонски реквием на Охрид. И на крај, за сликите не треба многу да се кажува, бидејќи самите се кажуваат, треба само да се почувствуваат. Во рамки на свеченостите по повод ослободувањето на Охрид, охриѓани имаа можност да го погледнат градот од високо. Младата фотографка Нина Ангеловска и представи на јавноста избор од своите дела, на кои убавините на Охрид се прикажани од еден поинаков агол.
Самостојната изложба на Ангеловска "Охридот високо" беше поставена синоќа во галеријата на Центарот за култура Григор Прличев. Охридот високо е насловена изложбата на фотографии на Нина Ангеловска, која беше отворена синоќа по повод празнувањето на јубилеот 80 години Слободен Охрид. На оваа изложба пред јавноста се прикажани 15 погледи на Охрид заробени во времето со помош на дрон. Овој град е волшебен од сите агли и заслужува да биде виден и од птичја перспектива, вели младата фотографка. За да се направи една фотографија, потребно е доста многу да се работи. За да изберам пример една од овие кои што ја гледате, па од прилика едно 30-40 фотографии имам направено од истиот агол, за да можам да изберам перфектната. Овие се фотографии од досега невидени агли на Охрид и сметам дека треба да дајме некоја поинаква перспектива, од поинаков агол да го видиме Охрид, ради тоа што од жабја перспектива од копно веќе го знаеме. Нина е студентка на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје и тоа е нејзината професионална животна определба. Но убавините на родниот град за неа се движечка сила и непресушна инспирација, зашто зборуваат нејзините фотографии. Сакам да го долбам градот и да го промовирам, вели таа. Она што започна како фотографирање со мобилен телефон, а продолжи со фотоапарат, сега прерасна и во експериментирање со дрон, снимање и монтирање на видеа. Со кратко видео за Охрид насловено "Прошетка низ стар град" започна и синоќешната свечена академија по повод ослободувањето на Охрид. Јас си го сакам многу Охрид и не можам да одвојам некое посебно парче, ама мене многу ми се допаѓа кога ќе седам кане на зајди сонце и фаќам најразлични фотографии од тој дел. Охридот високо е третата самостојна изложба на Нина Ангеловска. Првата изложба и беше на Културно лето Пештани, втората со мотиви од Охридските цркви во 2022 година, насловена Охридскиот регион универзален духовен и природен раскош, по повод чествувањето на патронатот на градот, беше посветена на доктор Драган Спасески Охридски. 4 нејзини фотографии ја красат и монографијата по повод 60 години постоење на фестивалот Охридско лето. Јавното предпријатие Охридски комуналец го одбележа својот патронен празник 7 ноември. На присутните им се обрати директорот Сашо Најдески, кој во своето обраќање упати честитки по повод денот на ослободувањето на градот и меѓу другото истакна, јавното предпријатие Охридски комуналец има задача да обезбеди чист и уреден град и да се грижи за заштитата на животната средина. Преку меѓусебна доверба, јасна и отворена комуникација и транспарентност градиме однос со граѓаните и правните субјекти, а нивното задоволство и исполнување на нивните потреби за здрава и чиста околина представува успех во нашето работење, рече Најдески. Како благодарност за континуиран допринос и непрекинат работен стаж за 30 години во предпријатието, на 7 вработени им беа доделени награди. Во дигиталната ера растат измамите во онлайн продажбите, но во пораст се и финансиските измами. Од организацијата на потрошувачи велат потребна е многу едукација. ОПМ изработи нова платформа на која граѓаните лесно ќе може да ги пријават измамите од финансиската сфера. Измами со брзи кредити, при плаќање со платежните картички на интернет, измами при осигурување, лажни наградни игри, пирамидални интернет шеми. Ова се најчестите поплаки за финансиски измами кои стигнуваат до Организацијата на потрошувачи на Македонија. Ризик има при секое купување онлайн, трговијата на социјалните мрежи е нелегална, нема данок, нема фискална и од ОПМ ги повикуваат граѓаните да купуваат само од регистрирани онлайн продавници. Многу треба голема едукација во овој домен, значи самите млади треба да знаат на кој начин треба да ги користат картичките, како да ги сочуваат, значи да можат она што е плаќањето веднаш фактички може да ви ги земат податоците, односно да можат да платат. Нели имавме плаќање со тоа што само ја допирате картичката и се наплатува производот и тоа е опасно, заради тоа што во случај на кражба некој може по континуитет да продолжи, стално да го имаат бројот каде треба да пријават. Организацијата на потрошувачи на Македонија изработи нова платформа на која граѓаните лесно ќе може да ги пријават измамите од финансиската сфера. Изработи дигитална алатка на која што, односно платформа,
од која се пристапува преку веб страната на Организацијата на потрошувачи, каде што секој кој што има проблем во делот на финансиските услуги, без разлика дали е за осигурување, банкарство, кредити, финансиски друштва, лизинг. Во дигиталната ера растат измамите во онлайн продажбите, но во порасте и финансиските измами. Само во изминатава година до Државниот пазарен инспекторат пристигнале 1200 приставки за измами. Деневно во Организацијата на потрошувачи пристигнуваат по 10 пријави. Трошоците за живот во октомври пониски за 0,7% во однос на септември оваа година. Во однос пак на октомври минатата година бележат зголемување од 3,5%, соопшти Државниот завод за статистика. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во октомври 2024 година во однос на септември 2024 година изнесува минус 0,7%. Намалувањето на инфлацијата е резултат на намалувањето на трошоците на живот во следните групи: храна и безалкохолни пијалаци за 2,2%, ресторани и хотели за 1,5%, рекреација и култура за 0,9%. Во октомври 2024 година во однос на септември 2024 година зголемување на трошоците на живот е забележано во следните групи: алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 3,4%, облека и обувки за 1,4%, транспорт за 0,7%, здравје за 0,3%, домување, вода, електрика, газ и други горива, разновидни стоки и услуги за 0,2%, мебел, покукнина и одржување на домакинствата и комуникации за 0,1%. Трошоците на животот во групата образование остануваат на исто ниво како и во претходниот месец. Индексот на цените на мало во октомври 2024 година во однос на септември 2024 година изнесува 99,9%. Индексот на трошоците на животот во октомври 2024 година во однос на октомври 2023 година бележи изголемување од 3,5%, а индексот на цените на мало бележи изголемување за 3,9%, соопшти Државниот завод за статистика. Следуваат вестите од светот. Јорг Кукиес, член на социјалдемократите и близок соработник на германскиот канцелар Олаф Шолц, ќе биде именуван за нов министер за финансии на Германија, изјавиле владени извори за Франс Прес. Шолц во средата вечерта го разрешил претходниот министер за финансии од пробизнис Слободните демократи, што доведе до распаѓање на неговата трипартиска коалицијска влада. Шолц го отпуштил министерот за финансии за време на критичен состанок на високи личности од сите три идеолошки различни партии. Весникот Билд објавил дека тој им рекол на другите партии дека разговорите во последните денови покажале дека нема доволно заедничка основа за економската и финансиската политика на земјата. По завршувањето на денешниот самит на Европската политичка заедница во Будимпешта ќе се одржи неформална средба на лидерите на Европската унија. Самитот треба да започне со работна вечера на шефовите на држави или влади на членките на Европската унија, кои при тоа ќе разговараат и за трансатлантските односи, најновите случувања во Грузија, како и за неодамно усвоената израелска легислатива во врска со Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци на Блискиот Исток. На утрешното продолжение на неформалниот самит, лидерите на Европската унија треба да разговараат за нов договор на конкурентноста, кој во услови на нова геополитичка реалност треба да ја помогне на Унијата да ја зајакне својата долгорочна конкурентност и економски просперитет, со цел таа да се прилагоди на предизвиците во иднина и да стане поавтономна, согласно одредбите на стратешката агенда за периодот 2024-2029 година. 8 држави најавија забрана за физичко казнување на децата. Како дел од глобалните напори за борба против насилството врз децата, ќе се одржи првиот светски самит на Обединетите нации на 7 и 8 ноември во Богота. Панама, Уганда, Шри-Ланка, Киргистан, Бурунди и Чешка најавија дека ќе забранат физичко казнување на деца, а Гамбија и Нигерија ветија дека ќе го забранат тоа во училиштата. Во моментов, 67 земји од 193 целосно го забрануваат физичкото казнување на деца. Првата земја што го стори тоа беше Шведска во 1979 година. Во Велика Британија, Шкотска и Велс забрането е физичкото казнување, додека во Англија и Северна Ирска се уште е дозволено.
Илјадници луѓе се евакуирани во Јужна Калифорнија поради пожар кој брзо се шири. Пожарот, кој е поттикнат од силните суви ветрови на Санта Ана, принудил илјадници луѓе да ги напуштат своите домови во Јужна Калифорнија. За неколку часа, така наречениот планински пожар во близина на градот Камарило се проширил на површина од повеќе од 40 квадратни километри. Дополнително, постојаните температури слични на летото и сувата вегетација која лесно се пали, се фактори кои придонесуваат за брзо ширење на огнот. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно.